За проблемите на локалните власти, како што најави во тема на денот, вечерва разговарам со председателот на ЗЕЛС, но и градоначалник на општината Киселава, Орце Георгиевски. Георгиевски, добро вечер. Добро вечер, благодарам до вас за поканата и поздрав до вашите гледачи. Денеска, како ЗЕЛФ, организиравте генерално собрание. Тоа е најголемото тело на заедницата на единиците на локална самоуправа, на кое што присуствуваат сите градоначалници од целата држава, представници од советите. Беше најавено дека ќе разговарате токму за проблемите во општините. Каков е заклучокот? Кој е главниот проблем на општините? Добро, најпрво би споменал дека, како што споменавте, ЗЕЛС е асоциација, највисоко тело на сите општини, во кое што членуваат сите 80 општини, плюс градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, и дополнително членуваат 9 представници од советите, односно советите низ Македонија, представници од токму од советите кои што доаѓаат. Денеска, како што споменавте, за мене многу важно беше што после 2,5 години блокада од страна на владата се појави мандатарот за составување на новата влада пред се идниот премиер Христијан Мицкоски, кој што е вака една добра вест, искра надеж за општините и за начинот на функционирање на општините. Од друга страна пак разговаравме околу систематизираните ставови на заедницата на единици за локална самоуправа, оние проблеми со кои што долги години се соочуваат локалните власти, надминувањето на истите, проблемите поврзани со законските решенија од една страна, од друга страна фискалната децентрализација, нели, од ние со години се бориме и пред мене се бореле, верувам, председателите на ЗЕЛС за надминување на тој проблем, затоа што ако направите паралела вие во Република Македонија состојбата визави останатите европски развиени градови и општини, па еве да ги земеме во предвид и соседните земји наши, може да заклучиме дека ние имаме многу низок степен на фискална децентрализација во државата и тоа ни е приоритет и тема на која што ќе се залагаме во наредниот период со новата влада да се надмине. Верувам дека ќе има напредок и исчекор, како што споменав, искрата надеж денеска ја даде Христијан Мицкоски, на начин што сето она што во минатото беше практично ова значи дека немате доволно пари за да ги реализирате проектите? Па видете, само од данокот на персоналниот данок на доход во општините 6% влегуваат. Ако направиме паралелно на што го споменав со другите европски развиени општини и градови, имаме степен каде што стига 50, 60 и 70%, некаде и 100% е слевањето на средствата. За жал во Република Македонија состојбата на општините во моментов каква што е позиционирана се доведува во состојба да единствен начин за финансирање, за жал ќе споменам, на општините, извор на приход представуваат комуналиите за градба, што вака особено за скопските општини не е атрактивно. Така да тоа па веројатно поттикнува да издавате дозволи за град. Тоа е тоа. Тоа впрочем сакам да го кажам, затоа нам ни треба фискална децентрализација на многу повисоко ниво од ова што го имаме сега. Јас верувам дека ќе имаме сериозен напредок и исчекор во наредниот период од една страна, од друга страна сериозен проблем години наназад представуваат блок дотациите, каде што, ако го земеме во предвид Министерството за образование, средствата кои што стигнуваат преку блок дотации не се доволни за исплата на платите за професорите, а камоли за некоја инвестиција директорот или општината, локалната самоуправа да оствари во тоа училиште. Имаме низа проблеми напластени со години. Повторно ќе споменам, добрата работа во после ова денес е дека ќе имаме партнер во власта, верувам во тоа и се надевам дека Мицкоски, меѓутоа тоа е за очекување, затоа што знаете како проблемите на граѓаните во општината во која што живеат, веројатно се и најголемите проблеми, затоа што со нив живеат секој ден, се среќаваат со нив секој ден. Централната власт работи на поголемите прашања, меѓутоа ако не е средена улицата, ако не се овозможени основните услови за живот, тогаш проблемот е многу поочигледен и расте незадоволството. Сега Мицкоски најави дека оваа година ќе се одвојат 100 милиони евра за проекти во општините, следната година најави 250 милиони, меѓутоа само за проекти. Подготвена ли општината, сега ве прашувам како градоначалник на Киселавода, да аплицира? Имате ли веќе проекти за кои што би побарале пари? Имаме ние проекти, како општина индивидуално, ако говорам како градоначалник на општина Киселавода, секако дека имаме спремни проекти, но јас изминатиот период посветив и време
но и средби имав со дел од градоначалниците од градот Скопје. Во наредниот период ќе се сретнам и со останатите градоначалници ширум републиката да апелирам да што посовесно постапат во тој дел, односно да имаат спремна проектна документација, затоа што нема повеќе централната власт према локалната власт да реализира проекти према чувства и према тоа кој од која политичка партија доаѓа, што за жал беше пракса изминативе години. Изминативе години не земајќи во предвид она што вие го кажавте пред малку, дека на крајот на денот првата врата на која што секој граѓанин тропа е локалната самоуправа, имаше практично реваншизам од една страна, или пак просто кажано, ако градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН, ако малку е поуспешен, не доаѓаше во предвид да централната власт помогне, не сваќајќи дека преку тоа прави штета најголема и директна на граѓаните, не прави штета на градоначалникот, така да верувам дека сето тоа ќе го оставиме зад нас. Верувам во капацитетот на новата влада, на новиот мандатар, на претседателот Мицкоски, верувам дека ќе имаме сериозен исчекор и реализација на бројни проекти. Од она што можев да го видам, се сретнав со колегата од Ѓорче, од Чаир, со колегата од Центар, со Дарко од Бутел и со останатите, дури и со оние кои што телефонски сме комуницирале, веќе се подготвени со сериозни проекти, со проектна документација до одобрение за градба. Фокусот ќе биде од она што новиот мандатар, односно претседател на владата Христијан Мицкоски го спомена. Фокусот ќе биде секако на оние инфраструктурни проекти каде што најмногу ќе се инвестира, па подоцна се останато, и сметам дека така е логички, затоа што и нелогички во 21 век нашите сограѓани да се соочуваат со субстандардни услови, односно да немаат елементарни услови за живот, а тоа представува вода питка за пиење, фекална канализација или пак да одат во калдага за наши деца и наши соседи. Изминативе години некои основни работи почнаа да ги губат, кои што функционираа изминатите години, посебно во градот Скопје. Како градоначалник на општина која што е дел од градот Скопје, морам да ве прашам каква е вашата комуникација со градоначалничка Тарсовска? Па јас денеска го споменав тоа во изјавата моја, бев прашан, не се сеќам добро, и му се извинувам на новинарот кој точно ми го постави прашањето, но јас одговорив дека и тоа избегнувам да одговорам таа тема, затоа што не сметам дека вреди да се говори за нешто каде што гледате дека нема расположение да се постигне некој заеднички напредок за доброто на сите. Комуникацијата со Скопје е едносмерна улица. Знаете, за да имате добра комуникација треба двосмерна улица да биде тој процес. Градоначалничката на градот Скопје за жал изминатиот период првенствено покажа дека нема капацитет да го води градот, покажа дека не може ништо да се реализира, дека не е тимски играч, и на крајот на денот покажа дека има многу кај не се постои момент во кој што она мора постојано да влезе во конфликт со некого. И на почетокот бев крив јас, беше ВМРО ДПМН е виновно, подоцна сите и станаа криви, и сега гледаме дека се наоѓаме во состојба како што се наоѓаме, и замислете ние се доведуваме во 21 век во парадоксална состојба во која што еден зид е топ тема на медиумите. Ајде пред да го зборуваме само да довршам ако дозволите, еден зид е топ тема, некоја работа која што Иван се решава за 24 часа. За тоа ќе ве прашам, но пред да зборуваме за зидот, може ли да го погледнеме прилогот на корешката Габриела Лескова, која што денеска беше на терен, побара одговори токму за подпорниот зид над детската клиника во Скопје, да ги видиме последните информации, па ќе разговараме за овој случај. Граѓаните стравуваат за својот живот откако се сруши подпорниот зид на оградата кај детската клиника на клиничкиот центар. И денеска ситуацијата на терен е иста. Никој не работи на санирање на штетата. Се стресе целата. Тука излегува и деца и од болница и не знаеме што е, ама овој од девего сигурно има 3-4 години и повеќе како е навалена така. Водата од таму кај што иде ова, тие шахти се провизорни. Водата, дрвата се големи и ја предвоја водата и водата поред зидот кризи и сега може целиот одеднашки да падне и може со кола која излеваме, која се разминуваме, да падне натака и да утепа некој. Дали стравувате за вашиот живот и за паркираните автомобили? Како не можеме да излеземе никако.
ќе излезеш и можеш со колата да отидеш со се зид доле. Градоначалникот на Центар во договор со ЦУГ во понеделник закажале средба на која се повикани сите инволвирани. Од Министерството за здравство се прогласија за ненадлежни, а од град Скопје тоа го направија уште пред 2 дена. Прашани дали воопшто ќе превземат нешто за проблемот, од градот денеска не одговорија на нашите прашања. Улицата е под ингеренција на град Скопје за нејзино одржување, санирање и така натаму. Го приложивме и дописот и договорот кој што бил склучен во 2019 година меѓу тогашниот градоначалник на град Скопје и општина Центар, каде што целосните ингеренции не само на таа улица, туку и на повеќе улици се превземани од страна на градот. Во текот на денот имавме и телефонски разговор со директорот на ЦУ, каде што договоривме брза средба, односно во понеделник истите институции да седнеме на маса и да сите со своите задолженија и можности што побрзо најдеме решение и го решиме проблем. Дека зидот може да се урне уште пред речиси 2 месеци предупреди директорот на ЦУК, сега освен зидот во опасност и улицата. Габриела Лескова, Сител телевизија. Само да бидеме докрај коректни, ставот кој што пред 2 дена го испрати градот Скопје е дека улицата Белградска е улица во надлежност и собственост на општината Центар. За истата донесена е одлука на Совет за одржување од страна на градот Скопје. Ова информација ја потврдуваат и од градот, меѓутоа толкуваат дека во ниту еден случај ова не значи изградба на улица, ниту друг вид градежни активности врз нејзини делови. Градоначалник, вие подобро ги знаете ситуациите. Ако е превземено одржувањето, дали тоа значи ако е во опасност таа улица, градот Скопје нема никаква надлежност? Значи вака се првенствено кога се ја превземало врската градот Скопје, тоа по автоматизам се подразбира дека и градот Скопје треба да интервенира. Јас пред прилогот споменав дека во 21. век е парадоксално ние да разговараме за ваква работа. Граѓаните неколку дена да живеат, како што можевме да видиме од вашиот прилог, да живеат во страф и паника, таму има деца, таму има болни кои што секојдневно движат на тој потек, а ние да си префрлуваме вина еден на друг. Тоа е потек кој што се решава, нека не е за 24 часа, нека е за 48 часа, но мора итно да се интервенира. Така беше и со мостот Беласица, ако се сеќавате. Сите беа криви, па неколку месеци стоеше така мостот, па на крајот видовме дека без некоја посериозна интервенција само се пушти во употреба, така да тоа Да, една година граѓаните беа малтретирани на градот Скопје. Тоа никој не го зема во предвид дека поради некои лични хирови, поради неспособност на поединци, сите граѓани трпат во Скопје и за жал тоа е една состојба која што се случува цел изминат период од како градоначалничката стапи на својата функција и искрено јас повторно ќе споменам за зидот и состојбата поврзана со тоа таму што се случува. Јас да сум на местото на колегата Герасимовски, јас и тоа и не му го предложив. Кога веќе гледаме дека нема слух од другата страна и нема некој капацитет да го сработи тоа, треба да интервенира и итно да ја заврши работата, затоа што животи на граѓани се доведуваат во прашање на таков начин. Сега кога се наоѓаме во една ваква ситуација, прашувам улога на председател на ЗЕЛС. Зошто ова не произлезе како иницијатива на ЗЕЛС? Во моментов се прават измени на Законот за локална самоуправа. Зошто не предложите таму да се направат измени на законот во кој што ќе може да се бара одговорност од страна на градоначалник доколку не си ги извршува работите или не соработува со сите останати за да може тој систем да функционира? Па веќе е разговарано на таа тема со политичките чинители, дел од нив. Јас и со новиот мандатар на оваа тема, господин Мицкоски, разговарав и верувам дека тоа ќе се спроведе и ќе се преточи во законско решение кое што во перспектива ќе важи и за градоначалниците. Не може некој да држи во заложништво цел град, цела општина, да држи жители да се живува врз нив, а да нема никакви реперкусии за него и да нема никаква постапка со која што можете вие практично да го замените. Исто така како што имаше небулози поврзани со веде мандатот на градоначалникот, па предвремени избори, се до редовни. Исто и тоа е едно законско решение кое ќе
предизвика правичност, но и функционалност на оние општини кои што ќе имаат ВД градоначалници. Верувам дека ќе има измени во тој дел. Ние спремаме неколку законски решенија кои што освен во овој сет сега ќе ги предложиме и во перспектива. Законот за комунална полиција е еден од тие, за да се зголеми моќта и ингеренцијата на локалните власти, односно на инспекторите во локалната самоуправа и во начинот на делување на истите, но и останат сет поврзан со законот за градење за објекти кои што се од јавен интерес. Еве јас ќе ви споменам кога сме кај градот Скопје уште една небулоза со која што се соочуваме неколку скопски градоначалници, а тоа е да не бидеме ослободени од комунали од страна на градот Скопје и не можеме да отпочнеме со изградба, замислете, во Кисела Вода на 2 детски граденки и една спортска сала. Поради лични хирови на поединец не можеме ние да градиме градинка. Иста е состојбата и со градоначалникот на кој што исто така му се прави обструкција и во аеродром, во Ѓорче и во Газибаба. Кога да ги очекуваме тие законски измени? Ние ќе ги предложиме во наредниот период и верувам дека ќе забрзо ќе бидат донесени, ќе најдат на разбирање централните власти за тоа. Морам да ве прашам за крај, следната година доаѓаат локални избори. Подготвен ли Орце Ѓоргиевски да се кандидира за градоначалник на градот Скопје и да влезе во една таква трка? Јас сум, господин Иван, подготвен. Уште една рака проекти остана од програмата кои што не ми се реализирани и сум силно фокусиран, но и мотивиран да ги дореализирам и да бидам запишан во историјата како градоначалник кој што 100% е исполнил својата програма и ветувања пред граѓаните, што ќе биде исклучок за разлика било кога хронолошки да се гледа назад во Кисела Вода. Секако дека сум подготвен за поголеми предизвици. Сега е премногу рано да се говори на тоа прашање. Ние имаме тела во партијата, нормално председателот Христијан Мицкоски, Централниот комитет, извршниот комитет, ќе има анкети, предпоставувам, но секако дека сум подготвен за... Значи, ако ја добиете поддршката од партијата, ви прифатиле? Секако дека би прифатил. Ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот.